Професори по француски јазик од цела држава денес се обучуваа во Штип како децата да ги натераат да го засакаат францускиот јазик. Dans laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir. Преку кои што незабележително учениците ќе го учат и ќе напредуваат во францускиот јазик. Во рамките на ова обука се пее, се црта, се работи, рачни работи, дури имаме и театар. Et petit à petit est du vocabulaire. Како резултат на активностите на меѓународната организација на франкофонијата, 5 училишта се вклучени во проектот за рано изучување на француски јазик. Ги предаваме поимите кои што напоредно ги изучуваме со содржината што ја обработуваме на тој час. Сето тоа е издиференцирано во определена возраст и направено е според наставниот план, програма и содржините кои што ги работиме. На часот по математика, конкретно во прва година, кога да речеме познавањата на учениците се минимални, се почнува со вокабулар, со едноставни дефиниции, едноставни изрази со кои се поставуваат задачите. Главна заложба на франкофоните и Министерството за образование е францускиот јазик да се воведе како задолжителен, особено во угостителските струки. Каде што имаме двојазични паралелки во гимназијата, односно угостителското училиште во Скопје, кои што еве сега правиме напори тоа да се прошири во други градови, односно во други училишта од таа струка. Македонија од 2006 година е официјална членка на меѓународната организација на франкофонијата, колку членството и активностите го зголемија интересот за францускиот јазик и култура. И родителите веќе почнува да барат и во најмала возраста, значи во градинка, се заинтересирани за нивните деца да го изучуваат францускиот јазик. Инаку францускиот јазик е втор по употреба по англискиот во Европа. Тој се зборува во 52 држави во светот и е мајчин јазик на 77 милиони луѓе.